Предпоставувам секој од вас може се сети на нешто вредно што го загубил во животот. Нема да ве прашам дали сте загубиле некој пат нешто вредно во животот, туку прашањето кое што за почеток е вака чисто да направиме да ги размрдаме малце, мислите што е последното нешто во животот вредно што сте го загубиле? Здравје. Родители. Има некој можеби загубил пари. Куќа. Океј, значи има работи кои што сме ги загубиле во животот. И знаете, ако ќе загубиме нешто во животот, некои работи ако ќе ги загубиме, ни е лесно да продолжиме напред. Ако загубам 100 денари на улица, ако ми паднат, океј. Може да продолжи животот без тие 100 денари. Ама ако загубам голема сума на пари, пак ќе продолжи животот, ама поише ме погодува. Ако загубиш некој предмет што не ти вреди многу, што не ти дава од секојдневие, тоа речеш, ајде нема врска. Ама загуби го мобилниот телефон, сите па нечиме. Зошто? Бидејќи ни е вредно, бидејќи е дел од нашето секојдневие. Секој еден од нас загубил нешто во животот и секој еден од нас, како што кажа деми родители, загубил и некој во животот. Знам дека не ни се допаѓа таа реалност, знам дека сакаме тие работи кои што ни се дадени ги чуваме цел живот, и нештата и луѓето ги чуваме цел живот да бидат тука покрај нас, ама реалноста е сосема поинаква. И ти и јас сме губиме и ќе губиме и нешта и некој во животот. И кога ќе земеме да го читаме Новиот Завет, особено ако се фокусираме на посланијата на апостолот Павле и на дела апостолски кај што се опишува животот на апостолот Павле покрај други апостоли кои што се спомнати таму, ќе видиме дека апостолот Павле исто така бил човек кој што многу изгубил во животот. Многу изгубил во животот. Сетете се на дела апостолски, Павле на почетокот ја прогонува црквата, ама после тоа ја прифаќа христијанската вера и тој кој што до вчера прогонувал, од дена станува прогонет. И каменуван, и тепан со стапови, и бродолом проживеал, и бура проживеал, и во 2 Коринќаните ќе се сетите, викам, имам трн во телото. Значи, апостолот Павле бил на патина душа. Во посланијата, неговите, ако ги читаме за од време на време ќе спомне, тој ме остави. Тој ме напушти. Ово ми направи зло. Овој го засака светот повеќе од Бога и така натаму. И во второ послание до Тимотеј, ќе отвориме денеска таму. Апостолот Павле покрај сите веќе се наоѓа во затвор, кога го пише второто послание до Тимотеј. И се наоѓа во затвор и сето на што го читаме во дела апостолски, сите оние прогонствани кои што поминал Павле, веќе се дел од неговото минато. И апостол Павле му пишува на неговиот млад ученик, дури го нарекува син по верата, Тимотеј. И му дава некои последни, на некој начин, инструкции, бидејќи Павле веќе е стар човек, веќе осеќа дека чувства дека му се наближува крајот и вика, навратно си дај ќе му пишам на Тимотеј, бидејќи овој ќе продолжи работата што ја започна во Ефес, да му дадам некои совети за како понатаму да продолжи во службата, бидејќи дај мене веќе ќе ме нема. Неговиот духовен татко, неговиот ментор веќе нема да биде тука и сакам да му дам некои последни упатства за тоа како да ја продолжи службата во црквата во Ефес. И апостолот Павле, кој што веќе поминал премногу во животот, значи сите тие бродоломи, сите тие прогонства, сите тие тепања, се веќе е дел од неговото минато. Значи изгубил многу. Изгубил луѓе, изгубил здравје, изгубил репутацијата која што претходно имале. Ќе се сетите, Павле пред да стане христијанин бил многу познат во општеството, бил познат учител, имал капацитет, имал потенцијал да стане нешто многу важно во општеството. Сето тоа го губи заради Христос и некаде при крајот на својот живот. Второ послание до Тимотеј. Ќе читаме само еден стих и сакам да се фокусираме на тој стих. Во второ послание до Тимотеј, 4 глава, 7 стих, апостолот Павле го пишува следно. Стар човек, од прилика, кој што е при крајот на својот живот, и ова се едни од неговите последни зборови кои што ги имаме запишано. И вика вака: добро се борев, патот го завршив, подобар превод на патот е трката ја завршив, грчкиот збор се однесува на трка, вика добро се борев, патот, односно трката ја завршив и верата ја запазив.
Денес сакам да размислуваме само на овие последни 3 зборови. Верата ја запазив. Апостолот Павле во ова послание, стар човек некаде при крајот на животот, на некој начин како да гледа назад на својот живот и вика: свашта ми се деси во животот. Многу работи ми се случија во животот. Да, има многу благослови, ама и многу работи изгуби во животот. И ќе читаме, ќе видите дека дури во ова послание пишува дека изгубил некои блиски пријатели. Не ги изгубил затоа што починале, туку затоа што му свртеле грб. И апостол Павле вика: го преживав овој живот, му служев на Бог, многу работи ми се случија и убави и неубави работи, изгубив многу нешта, ама ја зачува верата. И ова се едни од најважните збори кои што се надевам дека ќе бидат дел и од нашето сведоштво. Секој еден од вас кој ќе погледне сега назад во животот, иако ги немаме, некој од вас можеби ги имат годините на апостолот Павле што ги имал кога пишал ова послание, ама некој од вас сте помлади од тоа. Некој од нас се разбира. Ама кога ќе погледнеме назад на животот, секој од вас може да се сети: изгубив пријатели. Некој од вас викат: изгубив родители. Некој од вас ќе речат: го изгубив сопругот, изгубив сопругата. Некој од вас ќе речат: изгубив пари. Некој од вас може би ќе речат: го загубив детето. Имот, што и да е, здравје, што и да е. Ама се надевам дека секој од нас ќе може да, како апостолот Павле, да каже: да, многу изгубив во животот, ама ја зачува верата во Бог. Да, не ми е секогаш лесно во животот, се соочувам со притисоци, и дома, и на работа, и кај да е, ама ја зачував верата во Бог. И тоа е многу важно, сега кога зборуваме за вера. Е дека кога апостолот Павле пишува верата ја запазив или ја зачував, он всушност зборува за верата во Бог. Не вера во себе. Знаете, ние денеска живееме во свет кој што постојано ти вика: верувај во себе. Никој пат немој да ја загубиш верата во себе, што и да правиш, колку и да е тешко во животот, продолжи да веруваш во себе. И јас тоа во Библијата не можам да го најдам. Она што го наоѓам во Библијата е: верувај во Бог. Таа вера во Бог се разбира ќе произведе некоја доверба во нас, дека кога ќе се соочиме со одредена ситуација, дека може да пребродиме таа ситуација, ама не заради сами од себе, туку заради Бог кој што е на моја страна. Така да, кога Павле вика: верата ја запазив, не вика: јас си верувам во себе, туку вика: јас продолжив да верувам во Бог, без разлика на се што ми се случи во животот. И ова верата во Бог исто така многу важно да го имаме на уме, дека кога зборуваме за вера во Бог, не зборуваме за верата во Божјото постоење. Односно не само за тоа. Знаете, надвор многу луѓе ќе речат: јас верувам во Бог. Они веруваат во Божјото постоење. Не знам баш дали веруваат во Божјата добрина. Не знам баш дали веруваат во Божите ветувања. Кога Павле вика: јас верата ја запазив, не вика: јас сушто си верувам дека Господ си постои. Не. Ова се однесува на: јас верувам дека Господ постои и Он е на моја страна. Он има добар план за мојот живот. Да, многу работи ми се случија, многу изгубив, ама јас верувам во Божјата милост, во Божјата добрина, верувам во Божите планови, во Божјото спасение за мојот живот. Тешко беше? Да. Ме тепа? Да. Изгубив пријатели? Да. Ама не го изгубив Бог. Тоа е најважното во животот. И некој пат ние како верници, не некој пат ќе треба да научиме да живееме и да се надеваме и да го цениме тоа што го имаме, а не тоа што сме го имале порано. Павле вика, ќе читаме сега во посланието: изгубив пријатели, изгубив слободата, во затвор сум. Немам некои работи кои што ги имав порано, ама имам верата во Бог. И кога животот ќе биде некој пат тежок, кога ќе се најдеме во криза, кога ќе се најдеме под притисок и со опозиција, често сме во искушение да плачеме и да кукаме за тоа што сме го имале порано. Како беше порано? Павле може да пишува: порано бев на слобода, порано имав повеќе пријатели. Вика: шта е туе? Имав порано, сега веќе немам. Слава на Господа, верата во Него се уште е со мене. 2 глава 9 стих во истото послание, 8 и 9 стих, вика: помни го Господа Исуса Христа од родот Давидов, кој воскресна од мртвите, онака како што ви проповедав, поради кое страдам дури во окови како злочинец, но Словото Божје не се врзува. 2 глава 9 стих, апостол Павле вика: јас сум во окови. Зошто?
Не затоа што правил нешто лошо, туку затоа што ја проповедал христијанската порака. Патем кажам, но не е запишано во Библијата. Ова е дел од црковната традиција, така да не можеме да го земеме со 100% точност дека тоа стварно е така, ама црковната традиција вели дека Тимотеј, оној кој што го примил ова послание, умрел со маченичка смрт затоа што го проповедал Евангелието. И Павле вика, на некој начин имал добар пример Тимотеј. Неговиот духовен татко, неговиот ментор, неговиот можеби најблизок пријател бил човекот што страдал за Евангелието и до крај издржал. И Тимотеј, следејќи го примерот на Павле, го направил истото. Ама Павле вика, ме затворија заради Евангелието. Не затоа што убив некого. Ќе се сеќавате, пазете колку изопачено општество во тоа време. Павле вика ги врзуваше христијаните, ги прогонуваше и никој не го затвори. Кога зема да го проповеда Евангелието, го затвориле. Верувајте, ќе дојде такво време и во нашата држава. Ќе дојде време кога тие што прават зло, како што правеа вчера, ќе одат и ќе маршираат низ градот и сите ќе викаат браво, а тие кои што го проповедаат Евангелието ќе бидат прогонувани, ќе бидат тргани на страна, може би на ден затварани. Павле ја загубил слободата и се нашол во затвор. Тогашните затвори, ја не сум бил во затвор, во нашиве денешниви затвори, ама тогашните затвори, во споредба со денешниве затвори. Значи, за никаде се. Денешен затвор, во споредба со затвор во првиот век, ти е хотел со 5 звезди. Јадење си имаш, не знам дали читавте пред некој ден, имаше на вести дава некоја си анализа, се правиле некои истражување какви се условите на затворите во Македонија и кажува дека во Кумановскиот затвор немало доктори, немало лекар кој да ги прегледа затворениците. Павле не ни сонувал дека ќе има лекар кој што во затвор ќе го прегледа, не ни било опција за него. Ние гледаме денешни затвори, сигурно е тешко човек да биде во затвор. Се надам дека никој од нас нема се најде таму. Барем не за лоши работи, ако е за проповедање на Евангелието, нека биде. Ама денешниве затвори во споредба со тогашните се исто како во викендица да си. Исто како да си на плажа. Павле вика, ја загубиш слободата. Ама верата не ја загубив. Некој од вас рекоа, го загубив здравието. Некој од вас рекоа, ја загубив куќата. Некој ќе каже парите, некој ќе каже што и да е. Ама вистинското прашање е, кога ги загуби сите тие нешта во животот, дали ја зачува верата во Бог? Во контекст на ова послание, во контекст на овие зборови, кај што вика, во окови сум, на некој начин ја загубив слободата, ама ја зачува верата. И тоа е најважното нешто кое што може да го зачуваме во животот. А може да го загубиме, патем кажано. Не верувам во тоа дека ако имаш еднаш вера, дека до крајот на животот ќе веруваш и дека ти по автоматизам секој пат ќе си бидеш верник и секој пат ќе ти биде верата на ниво. Ако не ја чуваш верата, ако не ја, како што вика тука Павле, ја запазив, ако не се грижиш за верата, нема да ја имаш. Може си имал пред 5 години, може би си имал пред 5 дена или пред 5 месеци. Ако не се грижиш, ако не ја негуваш верата, кога тогаш ќе ја изгубиш? Ќе тргнеш по друг пат во животот. И кога ќе загубиме нешто во животот, ова сигурно ќе се случи. Ќе загубиме нешто во животот, не само што сте загубиле до сега, и водина ќе губите нешто во животот. Жал ми да дам такво ветување, ама реалноста е таква. Кога ќе загубиме нешто во животот, без разлика дали е здравје, куќа, пари, време со некој пат сила ќе изгубиш, што и да е. Едно од првите нешта што ќе се случи е следното: ќе дојде ѓаволот, непријателот на твојата душа, и ќе ти рече: "Што е со твојата вера, бе? Кај те однесе верата? Нели му веруваше на Бог? Нели секоја недела во црква одеше? Нели зборуваше за Бог? Нели го славеше Бог? Нели му се молеше на Бог? Кај те однесе оваа твоја вера? Дали воопшто има корист од таа вера? Ако ти ги губиш работите во животот на ист начин како што ги губат луѓето кои што не веруваат во Бог, па што се замара со верата? Не го пишува ова во посланието, ама јас сум сигурен дека покрај другото Павле се соочувал со такви напади како и секој еден од нас. Сетете се кога сте изгубиле нешто во животот, што и да е. Сте били во искушение да си помислите: па што ќара од мојата вера?
ако го изгубив ова? Што ќе од мојата вера ако Бог не ми помогна да го зачувам ова? Дали е здравје, дали се пари, дали е имот, дали е што и да е, родители што и да е. Ти ги губиш нештата на сличен начин или низ начин како што ги губат луѓето што не веруваат во Бог. И ѓаволот ќе ти рече, од оваа твоја вера нема ќар. Нема корис, не си го троши времето, не се замарај со Бог, продолжи си напред. И од секој еден од нас ќе зависи во тие моменти како ќе реагираме. Дали ќе потпаднам на искушението и ќе речам, па стварно човече. Гледај ги моите пријатели, ни веруваат, ни се молат, ни во црква одат. Некој па дури и подобро им иде отколку мене што ми иде во животот. И кога ќе се најдеме во такво искушение, ќе изгубиме нешто и ѓаволот ќе дојде да не искушува, да се откажеме од верата, секој еден од нас треба да одлучи. Ќе потпаднам на тоа искушение или пак ќе ја зачувам, што вика Павле, ќе ја зачувам верата. Сега, прашањето нели како да ја чуваме верата? Се е тоа фино лепо, да треба да чуваме верата и треба да се бориме на некој за верата, пошто е многу интересно дека во овој стих вика Павле се борев, патот го завршив, трката ја завршив и верата ја зачував. Верата, зачувувањето на верата нема секој пат да биде лесно. Некој пат ќе биде добро се борев. Некој пат ќе биде борба. Нема секој пат да биде лесно. Бидејќи си притиснат од повеќе страни. Многу е лесно да веруваме во Бог тогаш кога се не иде како што треба во животот. Павле вика притиснат сум. Во затвор сум, условите не се баш како што треба, луѓе ме напуштија, имам трн во телото, ама се борам. И ние како верници сме повикани токму тоа да бидеме покрај другото, да бидеме луѓе кои што ќе се борат. Ако не се бори за верата, нема да ја зачуваш. Зборот, грчкиот збор тука го имам запишано е теирео, за зачувување, што покрај другото значи се грижев, ја одржав или пак ја негував верата. И прашањето за секој нас е, не знам што си изгубил, не знам што моментално може би губиш во животот, ама дали ја негуваш верата? Бидејќи ако не ја негуваш, ќе изгубиш. Мора да негуваме верата. И сега, библиски гледано, кога зборуваме за зачувување, за запазување на верата, има две нешта кои што треба да ги правиме, се разбира со Божја помош, со помошта на Светиот Дух и со водството на Светиот Дух. Ако не ги правиме овие две нешта, нема шанси да зачуваме верата. Првото нешто е општење со Бог, второто нешто е општење со Божјиот народ. Не може човек да запази својата вера ако не општи со Бог, и не може човек да запази својата вера ако не општи со Божјиот народ. Не само со Бог, туку со Божјиот народ. Се разбира, не треба да ги поистоветиме едното со другото. Божјиот народ не е еднакво на Бог. Божјиот народ е несовршен, христијаните се несовршени, се оправдани грешници, ама се уште се грешници. Бог е совршен. Ама начинот на кој што кога ќе погледнеме Новиот Завет, Бог ни кажал дека ќе се грижи за нас, за нашето духовно здравје, за нашето духовно благосостојба, е да, пред синаци со тоа што ќе општиме со него, но и со црквата. Знаете колку луѓе има кои што не ја зачувале верата? Предпоставам знаете вие, секој, можеби секој од вас знае човек кој што верувал едно време, доаѓал во црква, се молел, па дури можеби им зборил на другите за Господ, можеби и други викал во црква да дојдат да слушнат, и одеднаш ги нема луѓето. Не само што ги нема во црква. Ако некој го нема во црква, не значи по автоматизам дека не е верник. Можеби си има некој проблем во животот. Можеби има нешто што го спречува. Не само што ги нема луѓето во црква, туку и веќе не општат со Бог. Зошто? Бидејќи не ја зачувале верата. И таа е лоша статистика. И преку овие стихови верувам дека Павле прво го повикува Тимотеј, ама не повикува и нас. Немој да бидеш дел од таа лоша статистика на луѓе кои што биле посветени, доаѓале, верувале одреден период и после некое време нема ништо од тоа. Зошто? Бидејќи не ја зачувале, не ја запазиле верата. Бидејќи не го запазиле општењето со Бог, тогаш, особено тогаш кога се соочуваат со некаква загуба, и не го запазиле општењето со Божјиот народ. Како Павле ја чувал верата? Ке се сетите кога прв пат Павле бил во затвор заради Христос. Биле во затвор, во Дела апостолски го пише тоа со сила. Се сеќавате? Биле во затвор и вика одеднаш некаде кога беше некаде навечер, почна да пеат. Почна да го слават Бог. Со други зборови, еден од начините
на кој ще одржуваме верата. Тогаш кога ќе загубиме нешто. Прв пат кога биле во затвор, загубиле слобода, како и сега додека го пише ова послание. Загубил нешто, а загубиле слободата, не знаеле што ги чека, ама го славеле Бог. И кога не знаеш што те чека во животот, кога се наоѓаш во неизвестност, кога се наоѓаш под притисок, најдобриот начин на кој што можеш да запазиш својата вера не е да речеш Господе, јас зашто ти верував в тебе, туку Господе, јас ќе те славам тебе, иако врска немам како ова ќе заврши. Ама ти си достоен за слава. Апостолот Павле ја одржал својата вера со славење, со молитва, па дури после кога бил во Рим во затвор, пишува посланија, вика се молам, секој пат им пишува на луѓето на кои што им ги пишува посланијата, се молам за вас, со други зборови, славење, молитва и општење со Божјиот народ. Он не можел баш да општи да седне заедно со нив, ама им пишувал писма, добивал гласини од нив, слушал што се случува помеѓу нив. И така ја одржал својата вера. Со други збори, ако сакаме да држиме својата вера, треба да го отвориме Божјиот збор, да го отвориме своето срце пред Бог во молитва и да го отвориме своето срце пред Божјиот народ. Да кажеме, еве што ми се случува, луѓе. Еве што ми се случува во животот. Молете се за мене, правите што ќе правите, но јас сакам да ви кажам дека низ ова поминувам во животот. Повторно, не треба да поистоветиме црквата со Бог. Бог си ја сака својата црква, но Бог и црквата не се сосема иста работа. Ама не смееме да го негираме фактот дека во Новиот Завет Бог ни ја дал црквата како група на луѓе на кои што припаѓаме како верници и група на луѓе кои што треба да ни помогнат во нашата духовна благосостојба. За жал, не секој пат сме такви. За жал, некој пат и можеби некој од вас нешто ми кажал, иако узнае кај ми бил паметот. Ама треба да се стремиме сите заедно кон тоа. Ако сакаме да зачуваме нашата вера. Секој еден од нас. Павле на некој начин во овие стихови вика, 2 глава 9 стих вика, ја изгубиш слободата, ама 4 глава 7 стих вика, ама ја запази верата. Со други зборови, изгубив некои работи во животот, ама нема да живеам со тоа што сум го имал порано, туку живеам со тоа што го имам сега. Верата во Бог и Господ знае што ќе биде. Толку од мене. Ама не загубил само слобода, не загубил само нешто, туку загубил и некој во животот. И тука доаѓаме до еден момент кој што е многу потежок за секој од нас. Претходно спомнавте, некој загубил родител, некој од вас сигурно можеби загубил сопруг или сопруга, пријатели сте загубиле сигурно, се загубиле браќа и сестри во црквата кои што одденаш биле блиски со вас и утре дента ви го вртат грбот и не се ни познавате веќе, што се вика, не ви ни кажува здраво. Една работа да изгубиме предмет или нешто во животот, ама многу е потешко кога ќе изгубиме некој во животот. И тука кога зборам за губење на некој, не зборам за тоа, Павле барем во овој контекст нема да пишува за тоа дека некој починал, иако и тоа е исто така многу тешко и тоа е искушение во кое што ѓаволот ќе ни рече, откажи се од верата. Ама тука Павле зборува за живи луѓе кои што му го свртеле грбот. И ако ве прашам дали имате луѓе кои што ви го свртеле грбот во животот, јас сум сигурен дека барем 5 до 10 луѓе ќе наброите сите вие. Кои што во одреден период од животот ви биле блиски, се дружиле, можеби сте се дружиле редовно, брате, сестро, пријател, јас и ти секој пат ќе бидеме блиски и така натаму, и одеднаш ги нема луѓето. Во 1 глава од ова послание, 15 стих, апостолот Павле пишува вака. Вика, го знаеш тоа дека од мене се одвратија сите азици, меѓу кои Фигел и Ермоген. Не знаеме кои се овие сите азици, не знаеме кој ни Фигел ни Ермоген, прв пат се спомнуваат тенаш во Библијата и толку, ама најверојатно станува збор за луѓе на кои што Павле им сведочел, луѓе на кои што Павле им помогнал да го спознаат Христос, да растат духовно во верата. И вика сите азици, и дури овие 20 што ги спомна, најверојатно биле важни личности по име, вика ми го свртеа грбот. 4 глава 10 стих. Вика, оти Дамас ме остави, бидејќи го засага сегашниот свет, и отиде во Солун. Имаме тројца по име кои што го ставиле и сите азици, тоа сите азици не знаеме колку луѓе се.
4 глава, 16 стих. При мојата прва одбрана, никој немаше при мене. Сите ме оставија. Вика, нека не им се прими за греф. Апостолот Павле бил во затвор, ја загубил слободата и одеднаш вика, не само што загубив слобода, загубив и пријатели. Загубив соработници. Загубив луѓе кои што бев тука за нив, им се најдов во животот, им помогнав и ми забија нож во грб. Секој од вас знае и ќе дознае какво е чувството за тоа нешто. Ама интересната работа е што покрај се што загубил, покрај сите овие пријатели кои што ги загубил, да се вратиме на 4 глава 7 стих, најважното. Изгубив пријатели, ама верата ја зачував. Не ми беше сеедно кога ме остави овие луѓе. Што он пишува за овие луѓе во послание, тоа го болело. И боли кога некој што ти е близок, некој кој што си рачунал дека ќе биде тука за тебе, ти го свртал грбот или ти го врти грбот и едноставно се помалци е заинтересиран за тебе. Ама вика верата во Бог, јас ја зачував. И верувам дека секој од вас може да каже дека сте биле напуштени од некој. Може би е пријател, за жал некој пат е дел од семејството. Некој пат е родител. Родител кој што ќе дигне раце од тебе. Но во Псалм 27:10 Давид вика, дури мајка ми и татко ми да ме остават, Бог ќе ме прими. Други зборови, дури и оние кои што, буквално ми се најблиски во животот, дури и тие да ме остават, ја го имам Бог на моја страна. Не значи дека немам болка заради тоа што луѓето ми го свртиле грбот. Не сакаме да негираме таа работа. Некој ќе те остави, пријател, ако е сопруг, сопруга или ако е дете или ако е родител, болите како боли. Ама повторно одлуката која што имаме е дали ќе мислиме на тој што не оставил или ќе мислиме на тој што е тука секогаш за нас. Тоа е одлуката која што секој пат треба да носиме тогаш кога луѓето ни викаат чао. Јас и ти веќе немаме ништо заедничко. 4 глава 17 стих, значи 16 стих вика вака: при мојата прва одбрана, пак ја прочитам, никого немаше при мене. Сите ме оставија, нека не им се прими за греф. 17 стих е многу важен. Но Господ беше со мене и ме укрепи. Павле вика, кога сите ми го свртеа грбот, кога останав сам, има еден кој што не ми го врти грбот, а тоа е Бог. И тоа ме одржува, вика, тоа ми укрепи. Да, тешко ми беше, болно ми беше што ме оставија, ама ми даде утеха самиот факт дека Бог е тука за мене. Дури тогаш кога луѓето не се за мене тука, дури тогаш патем кажа, но ова е сосема поинаква тема и треба многу повеќе се зборува за тоа, ама дури тогаш кога верниците не беа за мене тука, Бог беше тука за мене. Бидејќи овие луѓе кои што Павле ги спомнува, барем во одреден период од нивните животи се декларирале како верници. Биле кој, да, јас верувам. И може би после тоа си рекли они, јас сум верник, ама го ставиле Павле. И некој пат и вас би случило тоа сигурно да ве остават луѓе од црквата. Се надеваш дека тука ќе бидат за поддршка, за молитва, за подкрепа и ги нема. И Павле вика, нека не им се спомне тоа за греф, нека не им се прими тоа за греф. Бог беше тука со мене и болката која што ми ја нанесоа другите луѓе, Бог ме укрепи поради сето тоа. Павле вика на некој начин во овие стихови не е важно што, важно ми е тоа што ги изгубив луѓето и боли тоа што ги изгубив луѓето, ама она што ми е многу поважно во моментот е дека Бог е тука за мене. И верата ни помага да можеме да кажеме, како и апостолот Павле, да можеме да кажеме пријателите ме оставија, ама Бог не ме остави. Патем кажано, кога зборуваме за пријатели кои што не оставаат во животот, кои што ни го вртат грбот во животот, колку да е болно тоа на почетокот, ама некој пат кога некој пријател ќе те остави, со тек на време се испоставува дека па не е толку лоша таа работа. Сега ти има некои луѓе кои што не оставаат и ние леле како ме остави и после некој време секаш море фалам на Господ што не се дружам веќе со тие луѓе. Фалам на Господ што ми рекоа не можеме ние веќе, немаме ништо заедничко, не можеме ние веќе се дружиме. На почетокот да, боли, плачеме и така натаму, после си кажеме, Господе,
Фала ти што ме штитиш од такви пријатели. Ама верата ни помага да кажеме, да, пријателите ме оставија, ама Бог не ме остави. Да, сопругот ме остави или сопругата ме остави, ама Бог не ме остави. Колку и да беше болно тоа и колку да се уште може би ми е болно тоа. Да, може би моите деца веќе не контактираат со мене како да ме заборавија, иако јас ги израснав и им помогнав и ги школував и така натаму. Може би они ме оставија и ми боли тоа, не ми е сеедно, ама нема да се насочувам на тоа кој го нема, ќе се молам за тој кој што го нема. Ама Бог е тука на моја страна. Да, може би, не знам, може би пријатели, родители некој губи деца, различни типови на луѓе губиме низ нашиот живот. Да, некој пат ќе речеме, може би црквата ме остави, ама Бог не ме остави. И тоа го можеме да го кажеме само тогаш кога ја чуваме верата во Бог. А искушението повторно, како и кога ќе изгубиме нешто во животот, така и кога ќе изгубиме некој во животот, искушението ќе биде да речеме, дигам ја раце. До кога? До кога луѓето ќе ме оставаат? Павле можел тоа да го каже. Димас ме остави, овој ме остави, тој ме остави, сите азици ме оставија. Никој не дојде кога ме судија, на суд бев, ме судија при моето прво сослушување, абе никој не дојде да ми рече, брат, ќе се молам за тебе ако не друго. Ама, 17 стих, Бог беше со мене. Не ми беше сеедно што другите ги немаше, ама па Бог беше со мене. Изгубив пријатели, ама 4 глава 7 стих, верата ја зачував. И тоа веруваме дека е предизвикот за секој еден од нас денес, дека кога ќе изгубиме некој во животот, да можеме да продолжиме напред и да речеме колку и да ме боли, Бог е на моја страна и тоа ми е најважно во моментот. Ќе се сетите во Стариот Завет кога израелците бара цар, кога немаа цар, во Самуилова, прва Самуилова. И бараа цар, и Самуил се обиди да ги разубеди, Бог им рече, остай ги бара цар, ќе им даеме цар. Ајде, и им го даде Саул. И Самуил полагаше, Самуил доста се надеваше дека Саул ќе биде добар цар. После некој време се испостави дека Саул не е добар цар. И има еден момент кај што Самуил тажеше по Саул, бидејќи Бог му рече Саул го отврли веќе. Овој веќе нема да биде царот на Израел. И Саул тажеше Самуил тажеше по Саул и на време Бог му вика на Самуил, доста плачеш. Доста тажиш по Саул, го нема Саул веќе, односно ќе го нема кај да е. Иди, стани, помази го Давид за новиот цар на Израел. Со други зборови, доста плачеш по тоа што било. Гледај напред и види што е тоа што јас ќе го правам сега моментално во животот. Јас верувам дека колку пак не му поминала одма болката на Самуил кога го слушнал тоа. Ама на некој начин Бог му вика било што било. А знам дека си изгубил некој на кој што се надевал, ама ќе ти даме нешто друго во животот. И тоа се зборовите на Павле. Да изгубив пријатели, ама Бог е тука со мене. И тоа ми е моментално ми е важно. И има уште еден многу важен момент за крај кој што треба да го спомнеме, а тоа е дека нели зборуваме за тоа дека треба да зачуваме верата, дека треба да повторно, кога ќе загубиме нешто и кога ќе загубиме некој во животот, ја чуваме верата преку отварање на Божјиот збор, отварање на срцето пред Бог и отварање на срцето пред Божјиот народ. Ама некои луѓе ја загубиле верата. Некои луѓе ќе ја загубат верата. И кога ќе загубиш верата, ако ти се случило тоа, или ако ти се случило моментално тоа, не е крај. Не е крај. Не е крај се додека не дојде крајот на животот. Ај така да кажеме. Кога дојде на крајот на животот, ако немаш вера, ако си изгубил верата, тоа е тоа. Ама се додека не дојде крајот на животот, што никој од нас не знае кога ќе дојде, има шанси да си ја вратиш верата назад. Не сам, не со свој сили, од сега јас ќе верувам. Со помошта на Светиот Дух, со помошта на Бог кој што е во тебе. Ама некои работи во животот не можеме да ги вратиме. Некои луѓе во животот не можеме да ги вратиме. Тоа е, битнало, готово, си отишле. Некој пат за жал, некои луѓе ќе починат, не се веќе дел од нашиот живот. Ама верата може да се врати. Може би не може да си ги вратиш парите што си ги изгубил,
Може би не може да си го вратиш здравието што си го изгубил или изгубила, може би не може да си го вратиш имотот, куќата, што и да е што си изгубил во животот. Ама верата може да ја вратиш. И на крај краишта, се што имаме загубено во овој живот, ако зачуваме верата, Божјото ветување и дека ќе добиме многу повеќе во вечноста. Не знам каква куќа си изгубил или изгубила, ама подобра ќе биде таа на небото. Не знам колку луѓе си изгубил или какво здравје си изгубил или изгубила, ама на небото ќе има многу повеќе од тоа. Ако ја зачуваме верата. Ако зачуваме верата, ќе добиеме многу повеќе од тоа што сме изгубиле. Ако не ја чуваме, ако не ја негуваме, ако не се грижиме за верата, ако не го отвориме срцето пред Бог и пред Божиот народ, ќе ја загубиме верата, нема да зачуваме, и не само што сме изгубиле луѓе и нешта во овој живот, ќе изгубиме и вечноста, ќе изгубиме и душата. И Христос вика: па што ќар имаш ти, или каква корист имаш, се да имаш во животот? Еве, ништо да не си загубил во животот, ако душата ја загубиш. Но колку сакаш пари има во живот, има во джеб или на банка, ако немаш спасение, џабе ти е се. Ако не ја зачуваш верата, џабе ти е се. Но, и ако си ја загубил, ако си ја загубила, Бог вика: уште не е крај. Начинот на кој што зачувуваме верата е истиот начин на кој што ќе ја вратиме. Го отвараме Божиот збор, го отвараме срцето пред Бог во молитва и го отвараме своето срце и ќе бидеме искрени и ќе бараме помош од своето духовно семејство. Бог ти ги дал браќата и сестрата не само за да сестрите не само за да викаш Господа те благослови како си, туку и да речеш тешко ми е. Ја губам верата. Моли се, помагај, да се дружиме, да збориме што и да, ама тешко ми е. Покри другото духовното семејство е тука за нас и за тие работи. Во животот ќе загубиме многу нешта и во животот ќе загубиме луѓе. Ама како апостолот Павле, кој што се свртал назад кон својот живот и на некој че рекол: загубив многу работи, ама верата ја зачува во Бог. Се надам дека ние ќе можеме да го кажеме тоа. Секој од нас денеска да погледне назад во животот, колку години да имаш, дали се 10, 20, 30, 50, 60, колку да се, да погледнеш и да речеш: многу работи ми се случија во животот. Павле ако земел да кажува што се му се... Ние не зборевме за се што му се случувало во животот на Павле. Викаме: тепа, бев гол, бев бос, бев гладен, свашта нешто проживел во животот, ама вика: верата ја зачував. И не знам ни што минуваш во животот моментално. Не знам што е тоа што го губиш моментално во животот. Или си го изгубила пред недела дена, месец дена, може би година дена. Не знам што ќе изгубиш, а ќе изгубиш нешто во животот сигурно. И некој во животот. Потикот на апостолот Павле е: немој да губиш верата во Бог. Што и да изгубиш во животот, немој да губиш верата во Бог. Колку и да е тешко во животот, немој да губиш верата во Бог. Вчера прочитав еден статус на Facebook од Иван Грозданов. Беше многу интересно, додека спремав проповета, го имаше објавено, вика: христијаните одржуваат верата во живот, а за возврат верата нив ги одржува во живот. Тоа е тоа што верата ќе го направи. Тогаш кога е тешко, ќе те одржи во живот. Тогаш кога другите очајуваат и кога другите паѓаат во депресија и кога другите викаат: не можам ја веќе, христијанот ќе рече: да, загубив нешто во животот, да, некои луѓе ме оставија во животот, да, боли, не викам дека не, да, имам рана, имам лозни, ама Бог е со мене. Бог е со мене, беше со мене, е со мене и ќе биде со мене до крајот на животот.